Благодарам на сите. Благодарам Стефане. Благодарам уште еднаш Ричард, Кент, Джакомо за огромната поддршка што ја давате на Република Македонија, за огромните заложби, лични и на земјите од кои што доаѓате, како представници на европските институции и партијата на европски социјалисти, за вашата помош, посветеност и придонес за обнова на демократските процеси во Македонија, како и за разврската на најголемата криза во која што се наоѓа нашата земја. Катерина и работниците во Македонија, Тодорче и административните работници, Зорица и пензионерите, Саша и земјоделците, Кирил, Никола и студентите и младите, поради секоја пролеана солза, поради се што изговоривте и се низ што минувате, ние граѓаните, родители, административци, земјоделци, работници, пензионери, студенти и млади луѓе, присутни во оваа сала и насекаде низ нашава земја, се определивме. Се бориме заедно и ќе се избориме заедно. За солзи, но радосници, за насмевки, за живот во Македонија. Внимателно ги слуша вашите животни приказни. Верувам дека нема човек во салава што не го допреа болните вистини што ги чувме. Да ги знаеме проблемите на луѓето, секојдневно сме во контакти и запознаени сме со сите детали, со сето тоа што ги мачи граѓаните на Македонија. Но секогаш одново потресува секое индивидуално животно искуство. Од овие емоции ќе остане облак над нас и кога ќе отвориме пат над сонцето. Треба да остане. Како потсетник не на дождот, туку на храброста на овие луѓе да му пркосат на времето. И тоа да ви биде извор на енергија и одговорност утре, кога многумине од вас ќе вршите одговорни функции на локално и на државно ниво. Драги другарки и другари, пред да го изложам нашиот план за квалитетен живот во Македонија, дозволете ми да ја искористам приликава што заседава највисокиот орган на партијата, Конгресот, за да споделам со вас каква СДСМ посакувам јас, а убеден сум и огромното мнозинство во и надвор од оваа сала. Сите ние имаме визија своја собствена за СДСМ. Затоа и сме дел од оваа приказна. Но изминатиот период се обидовме не само преку многобројни редовни контакти со граѓаните, туку и преку темелни, сеопфатни истражувања да се погледнеме со очите на другите, со очите на граѓаните. Убавите работи за себе секој сака да ги слуша. Но ако сакаме поинаква Македонија, мора првото прашање што ќе си го поставиме сите и секој од нас поединечно да биде што треба јас да променам кај себе, за да можам да ја придонесам и јас лично за промените во Македонија. Почитувани делегати, да, точно е, СДСМ се отвори. Битката што ја почнавме е преголема и преважна за да ја водиме самите. Затоа пораката што сакам да ја испратам и од овој конгрес е дека секој е важен, секој е потребен, секој има мака, секој има идеја, секој има план, секого ќе изслушаме, секому подаваме рака. Затоа и ги поканивме овие луѓе од различни сфери на животот со слични, но сепак различни проблеми. Од различни краишта на Македонија со различна возраст, со различна професија. Чувте и жени и мажи, и нечии родители, и нечии деца. Затоа што планот што го направивме
не е мртво слово на хартија. Програмата не е дело на некои луѓе што се затвориле во канцеларии и твореле. Катерина, Тодорче, Зорица, Саша, Кирил, сите вие кои се препознавате во нив, вие го испишавте нашиот план. Ние бевме само моливот во вашите раце. Јас од срце ви благодарам на сите вас. Ве молам, слушнете ме сите до еден во салава. Ги отваравме вратите, разговаравме со граѓаните. Од денеска секој еден штаб, секоја канцеларија да ги остави вратите отворени. Од овој момент за секогаш. Луѓето знаат и мора да знаат каде можат да тропнат. Ке ги слушате и ќе ги решавате нивните проблеми. Оние кои се плашат од каква било причина да дојдат кај нас, нема да ги заборавиме. Ке отидеме ние кај нив. Вака му доликува да работи на Социјалдемократскиот сојуз и само така ќе работи. Другарки и другари, граѓанки и граѓани, дозволете да ви кажам зошто Македонија ќе слави на 11 декември. Што ќе славиме на 11 декември? Пат на режимот? Тој е веќе паднат. Ние, граѓаните, го турнавме. Победа на СДСМ и на опозицијата здружена со граѓаните? Нам не ни треба победа заради победа, заради хранење на егото, заради власт. И на граѓаните уште помалку им се важни партиските победи. Па што тогаш ќе славиме на 11 декември? Драги граѓани на Република Македонија, на 11 декември ќе го славиме животот. Ќе го славиме животот во нашата прекрасна Република Македонија. Освен за една фамилија и мала група околу нив, за огромното мнозинство граѓани на Македонија, ова денес не е живот. Преживувањето не е живот. Крпен живот е еден од најубавите романи на македонски јазик. Но за жал, во нашето секојдневие тоа не е само наслов на книга, туку најпрецизен опис на животот на луѓето во Македонија. Доста беше веќе крпен живот во Македонија. Време е за достоинствен живот. Достоинствен не е абстрактно нешто. Достоинствен е кога овде на бина ќе видиме насмевки наместо солзи. Ако некој мисли дека животот е абстрактна именка, нека ги допре солзите на овие луѓе, солени се, печат, тие се сведок на реалноста. Но како би живееле ако земаме просечна плата по 30.000 денари месечно? Со плата на брачниот другар тоа би биле 60.000 денари месечен приход. Како би било ако имате помали трошоци за живот? Како би било кога не би се плашеле да влезете во супермаркет, кога не би се плашеле од испружената рака на вашето дете, кога не би биле под стрес, размислувајќи за трошоците за храна и за сметки, како би било кога не би ве тиштеле долговите и неплатените рати од кредити? Како би било кога би купувале облека според вкус, не според цена? Или кога би имале пари да отидете на одмор? Ништо од сево ова што го набројав не е луксус. Ништо не е неостварливо. Ништо не е нечие ексклузивно право. Секој има право на достоинствен живот. Да, некој со право ќе рече просечната плата е важна, но мене најмногу ме интересира мојата. Некој ќе помисли дека кога еден е глад, а друг прејаден, во просек
никој не е гладен. Но нема индивидуална среќа без колективна. Животот ни го покажа тоа сите нам. Нам ни се особено важни најзагрозените. Оние кои во просекот влегуваат со најниската плата. Чувте од Катерина во какви услови работат овие луѓе. При тоа, најниската плата што може да ја добијате е 9000 денари. Уште во првите 6 месеци од новата влада, тоа мора да се промени. Ние имаме конкретен план, и краткорочен, и среднорочен. Најниската плата прво ќе биде зголемена за 12.000 денари, а ако мандатот следната влада не го заврши со најниска плата 16.000 денари, тогаш нека не се појавува следен пат пред граѓаните. Да, ова ќе биде обврска за фирмите, особено за малите и за средните предпријатија, и затоа и ним ќе им помогнеме. Ова и го правиме и за нив. Затоа што ако тие работат добро, и граѓаните ќе имаат пари. Ако имате работник на кој не му се враќаат нозете кога треба да оди на работа, ако имате платен и мотивиран работник кој не носи на грб вреќа со проблеми, и успехот на компанијата ќе биде поголем. Потоа и платата на работникот ќе се зголеми. Уште веднаш, во првиот месец од зголемувањето на минималната плата предвидуваме парична помош за фирмите. Не да ги добијат парите на хартија, а потоа да ги чекаат со месеци, како што денес ги чекаат своите побарувања од државата. Веднаш пари на сметка, за да можат да работат и да исплаќаат плати. Работодавачот ќе има поврат за исплатена бруто минимална плата, и тоа уште во првата година по промените. Ова што го говорам, што е предвидено во нашата програма, бев во Штип, се среќавам со луѓе низ целата земја. Го чекаат 50.000 работнички семејства кои сега со голема мака го преживуваат месецот. Ме прашуваат луѓе од каде пари. Нема да се расфрламе ние по камења и по палми. Ќе ги помагаме домашните микро, мали и средни предпријатија да се развиваат и да отвараат нови работни места. Оттаму пари. 300 до 400 милиони евра годишно оваа власт краде. Од 70.000 фирми во Македонија, најмалку 10.000 од нив ставија клуч на врата. Секоја трета е со блокирана сметка, поради казните од 2, 3, 5.000 евра. Празни го буџетот за фамилиарните тендери, полни го со скромната заработувачка од потта на дали и еден вработен во дуќанче. А државата одвојува мизерни 120 денари годишно по домашна фирма. Не, ќе им помагаме на домашните фирми. Тие ќе бидат столбот на економијата во нашата држава. Ако тие добро работат, ќе има и за пристојни плати и за достоинствен живот на вработените во нив. Испланиравме 20 милиони евра годишна државна поддршка за мали и средни предпријатија, која што целиме да достигне до 50 милиони евра на годишно ниво. Ова се реални основи с кои што ќе отвараме нови, стабилни работни места. По 108.000 денари државна помош ќе добиваат фирмите за секое отворено работно место. По 100.000 денари државна помош ќе добиваат фирмите што ќе вработат лице до 50 годишна возраст и ќе му возможат просечна плата. На овој начин се грижиме и за граѓаните на оваа специфична возраст, кои се во врвот на искуството, а не се вработени. На оваа земја и треба и инфраструктура, и водоводи, и патишта, школи, болници, градинки, зашто е буквално опустошена од оваа неодговорна власт во секој поглед. Но какви и да имаме успеси на овој план, џабени се, ако имаме граѓани кои живеат во тешка сиромаштија. За кого ќе се училиштата што ќе ги реновираме или изградиме, ако имаме во нив ученици чии родители немаат пари да им купат тетратки или да ги пуштат на училишта.
Затоа, ако треба да дадам наслов на нашиот план за Македонија, тоа е човекот пред се. Кога ќе го ставиме човекот на пиедесталот, тогаш тој самиот, според неговите потреби, ќе ни ги наметне приоритетите. Нема да дозволиме пак некому да му удри слава во глава, па да тргне од некои своји луди соништа, фрустрации или хирови, или да тргне од лична корест, а не од потребите на човекот. Македонија, почитувани граѓани, е една од најсиромашните држави во Европа. Не само што се иселени 626.312 граѓани, најголем дел од нив млади, поради потрага по екзистенција, туку над 500.000 граѓани ни живеат под прагот на сиромаштијата. Среќавам една мајка, вели, 2500 денари земам социјална помош. Може ли да се преживее со 2500 денари? Луѓето не само што се сиромашни, туку се заробени во сиромаштија. Затоа што не само што не стига социјалната помош, туку таа е во просек за 60% пониска од самиот праг на сиромаштијата. Значи, не обезбедува минимум услови за најосновните трошоци на животот за да се покријат. Ние подаваме рака на овие луѓе. Ќе им обезбедиме паричен надомест како надополнување на нивниот приход за да ги излечеме од сиромаштија. Ова се основни потреби на еден човек. Ќе им ги обезбедиме на луѓето. Драг Саша, погледни ги овие дланки. Тука има траги од мојот личен животен пат. За времето кога копав по нивите и го берав родот од земјоделското производство. Ја кревам оваа дланка и ви ветувам, земјоделецот ќе ја добие заслужената почит во општеството. Ние не ве гледаме како бројка, како гласачка машинерија, туку како луѓе кои работат една од најблагородните дејности, обработуваат земја и одгледуваат стока. Вие ја обезбедувате основната потреба на секој човек, храната. Чувме сите за проблемите со откупот, за нелојалната конкуренција, малтретирањата по шалтери. Ке ви ги обезбедиме сите услови да произведувате, да продавате, да инвестирате, да заработувате, да живеете од вашиот труд. Ке го укинеме персоналниот данок за приходи остварен од земјоделска дејност за сите земјоделци кои ги исполнуваат условите за паушално одоначување. Со сегашната даночна политика, повеќето земјоделци го плаќаат овој данок, што често пати изнесува повеќе од доделените субвенции. Ке ги задржиме младите во руралните средини. Младиот земјоделец до 35 години ќе добива зголемена финансиска подршка за 10% од основниот износ на субвенциите 5 години од периодот на започнување со земјоделската дејност. Младите земјоделци до 35 години ќе ги ослободиме од закуп на државното земјоделско земјиште во период од 3 години и ќе обезбедиме зголемено учество на државата во трошоците за земјоделска механизација. Ќе обезбедиме финансиска подршка од 50% при купување на првото стадо. Ќе формираме инвестицијски фонд за осигурување на посевите, животните и растенијата. Овие фондови ќе ги покријат загубите на земјоделците предизвикани од неповолните климатски услови, болести кај животните или растенијата. Ќе воведеме фонд за стабилизирање на приходите како надомест при значителен пат на приходите на земјоделците. Ќе поддржиме соработка меѓу најмалку два субјекта или меѓу различни учесници во секторот земјоделство и шумарство. Висината на поддршката е 80% за оваа работа. Драг Тодорче, ова што го чувме од тебе не смееме да дозволиме да се повтори. Утре некој ќе е министер, ќе раководи некое јавно предпријатие. Секој вработен таму мора да биде почитуван и мора да добие шанса да работи и да си ја заработи платата. Тодорче има проблеми затоа што не е поддржувач на политиките на оваа влада. Државните и јавните службеници не смееме да ги гледаме така. Тие се таму за да работат за граѓаните,
не за некоја партија. Не смее да има ниту притисоци, ниту репресии, ниту реваншизам. Кога велиме едно општество, не мислиме да запрат само поделбите по етничка и по верска основа, туку и по партиска. Ова наша Македонија не може да издржи толку големи поделби внатре. Секој до нас треба да знае дека кога се дели, го кине ткивото на Македонија. Кирил, Стефан, Катерина, вие сте иднината на Македонија, а режимот овде упорно работи да ве избрка од оваа земја. Но готово е. Македонија не може да се ги дозволи овие уништувачки политики ниту ден повеќе. Особено кон вас, кон младиот човек, ќе ви возможиме мотив да живеете со семејството, меѓу другарите и блиските во родна земја. Не сакаме да ве гледаме преку Скайп. Зошто да не му возможиме на младиот човек 10.000 евра неповратна државна помош за добра бизнис идеја? Да почне собствен бизнис, да не зависи од друг, да не подига кредити, да не се задолжува, така да ја обезбеди својата екзистенција. Зошто да не отвориме стартап центри во кои што државата ќе обезбеди бесплатен деловен простор за новите компании во првите 2 години, додека да застанат на нозе? Бесплатно одржување и архива и сметководство, се што е потребно за оние со креативни бизнис идеи. Зошто да не дозволиме отварање фирма со само 1 евро основачки капитал? Или кредит до 15.000 евра со само 1% камата годишно за микробизниси? Ке го направиме тоа. За секој безгрижно да може да планира и основа семејство, да биде спокоен за екзистенцијата, за и децата да ни бидат срекни овде во нашата Македонија. Да чекаме деца, да чекаме внуци, овде да им се радуваме. Ке им дадеме шанса на граѓаните кои заминале да може да се вратат. Дел од нив се адаптирале во животот во странство, но дел од нив копнеат по своето родно огниште. Зборувам со нив, верувајте, би се вратиле. Би се вратиле ако државата им даде шанса. Затоа ќе обезбедиме директна поддршка на 1/3 од инвестицијата на повратник од странство, ако со неја бидат вработени најмалку 10 лица. Ќе обезбедиме 22 милиони евра, 3 пати повеќе во однос на просекот од претходните години, за активни мерки за вработување. Сумата ќе расте секоја година, со цел на крајот на мандатот да изнесува 33 милиони евра. Бројот на лица кои директно ќе се вработат со овие мерки предвидуваме да изнесува во просек 16.000 лица годишно или 64.000 нови работни места за еден мандат во Република Македонија. На граѓаните кои имаат вкупен месечен личен доход до нивото на законски определената минимална плата, ќе им биде вратен износот што како персонален данок на доход претходно бил уплатен од страна на нивните работодавачи. Ќе создадеме систем за повеќе пари кај граѓаните. На секој граѓанин ќе му се вратат 15% од платениот ДДВ од потрошувачките сметки. Системот ќе содржи ограничувања кои ќе спречат злоупотреби и поголемо раслојување. Ова е само еден од начините како да ги намалиме животните трошоци. Ќе ја вратиме ефтината тарифа на струјата, ќе ја укинеме радиодифузната такса, ќе ги ограничиме извршителските трошоци што сега се огромни. За пензионерите со ниски примања, без поддршка од семејството и без сопствен имот, државата ќе субвенционира сместување во старски домови. Преку локални сервиси ќе ги поддржиме самохраните родители. Еднородителските семејства ќе ги ослободиме од комунални давачки. Во сите општини, каде има потреба, ќе отвориме преноќувалишта и пунктови за храна за никој да не биде без дом и гладен. Социјалните станови ќе прераснат во колективни стамбени заедници. Во колективни стамбени заедници кои што ќе бидат управувани од локалната самоуправа и правото на користење
ќе го имаат граѓаните по системот на социјална заштита со ниски примања, како и млади партнерски заедници и лица со попреченост кои не поседуваат друг имот. На овој начин, со намалување на тековните трошоци, а со развој на домашните фирми, кои ќе отворат нови реални работни места, со пристојни плати, како и со инвестиции што ги планираме во образованието и во здравството, ќе обезбедиме квалитетен животен стандард во Македонија, сигурен и безбеден живот во Република Македонија. Почитувани граѓани, вака се сака Република Македонија. Нема поголем патриотизам од тоа да им овозможите спокоен и пристоен живот на луѓето во нашата земја. Се изнагледавме изминатите 10 години разни квази патриоти за кои патриотизам е полнење на личните джебови и джебовите на партијата со над 60 милиони евра имот. Тоа е алчност, не е патриотизам. Патриотизам е кога твојот основен двигател на се што работиш во животот е тоа што го рече и првиот председател по независноста на нашата татковина Киро Глигоров. Македонија е се што имаме. А Македонија, тоа е Кирил, тоа е Тодорче, тоа е Зорица, тоа е Ниса, тоа е Саша, тоа е Катерина, тоа е Адем, тоа се овие луѓе, тоа си ти, тоа е секој од нас. За сите нас ја бараме и ќе ја оправдаме довербата. Очекувам успешен конгрес од кој што ќе излеземе уште поцврсти, уште пообединети и уште поопределени за Македонија, за животот во Македонија, за Македонија во која што ќе останат нашите деца. Ве поздравувам и ви благодарам на сите.